во Охрид се одржува третиот поред ракометен камп, а на оваа тема разговараме со организаторот Горан Ѓоргоновски. Добро ви утро, Горан. Гледаме деца, голем број на деца кои што тренираат, се одржува третиот ракометен камп. Колку учесници имате, колку денови ќе трае? Добро утро, Сонја. Поздрав од Охрид. Значи, како што кажа, третиот камп 40 на 20. Од вчера сме тука. Значи, 90 на учесници на возраст од 8 до 16-17 години. Од 5 земји, имаме дечине и од странство. И за сега се е во ред. Процедурално вчера децата дојдоа, имаат состанок, ги презентираме правилата на кампот, делиме опрема и потоа од попладне почнавме со тренинзи. Покрај тренинзите кои што се нормално доминираат тука, во зависност од возраста имаме и други активности. Помалите групи, да речеме оние деца 8-9 години, имаат и дел на анимација со кој што работат луѓе кои што се тука во кампот. Овие големите навистина се работат индивидуално, имаат доста трензи, како што и разговаравме пред да се вклучиме. Нема многу време за слободно, а и тоа време кое што го имаат, да кажам слободно, им го земаме, им го користиме во дел на некаква психологија, спортска превенција, ги едуцираме за повредите, ги едуцираме како да се заштитат од повредите и така натаму. Која е целта, Горан, на овој камп? Верувам, совладување, учење на техники во спорт? Значи, самиот камп има повеќе, да речем, цели, да кажам, повеќе аспекти опфатено, покрај нормално ракометот, за кој што ги едуцираме децата, особено оние повозрастните групи, ги надградуваме. Тука морам да напоменам дека работиме како што се гледа строго индивидуално во мали групи, по позиција, и работиме на корекција на нивната техника. Од друга страна, оние малите деца кои што влегле можеби пред 6 месеци, пред година дена во ракометот, уште се во ракометни школи, се обидуваме да им прикажеме како изгледа да си спортист и да ги навлечеме, да кажам условно кажано, на ракомет, дополнително да навлезат во тајните и да се заљубат во истиот. Така, а покрај тренинзите ќе има и семинар, најавени ви се и гости? Така, да, околу гостите, значи, како и секоја година, и во делот и на анимација на младите ракометари, најмладите, но и од она што треба да го донесат истите тие репрезентативци или тренери наши кои што се етаблирани како дополнителен квалитет на ова што го имаме. Значи, годинава го имаме денес Милан Лазаревски, че работи со пилотите, Ице Соколевски, тренер на репрезентацијата, че работи со голмани, и она што е исто така Мартин Томовски доаѓа во вторник да работи со голманите, нашиот репрезентативец, и така натаму, што се однесува до семинарот. Значи, наш, да кажам, специјален гостин е господинот Владан Јордовиќ, директор на Академија на гигантот Пик Сегет од Унгарија, кој што ќе биде тука од утре до крајот на кампот, покрај тоа што ќе работи со различни групи, ќе одржи еднодневен семинар на тема која што заедно ја договориме, од која што мислиме дека има потреба во моментов, а тоа е прилагодување на тренингот на новите трендови во ракометов, така да особено ни е драго што ќе биде тука. Се надевам дека учесниците ќе имаат голема полза, се надевам дека и младите тренери кои што ги очекуваме во четврток, на 4.7. ги очекуваме во нашиот комплекс да дојдат. Семинарот е бесплатен и имаме програма тој ден со тренерите, малку и да се дружиме, малку и да има некоја панел дискусија, малку и да слушнеме од гостинот што има да каже и така натаму. Значи, во секој случај, социјализација, ракомет, дружење, дисциплина, грижа за себе, зборам за оние најмалите, грижа за собата и така натаму. Значи, повеќе аспекти офаќаме. Децата нема само да тренираат, верувам ќе им дадете и да поуживаат во Охридското. Апсолутно. Го имаме и базенот тука, го имаме езерото, топло е во Охрид, фала му на Бога, топло е езерото. Значи, оние најмалите, верувајте, едва чекаат сега да заврши утринските активности и се во низок старт за на базен. Таму не ги оставаме баш слободно така да пливаат. Имаме и таму програма некоја за оние што не знаат да пливаат, ги учиме да пливаат, а оние што веќе знаат да пливаат, организираме некои надпревари и нормално во еден дел и слободно да уживаат во Охрид.
Ви благодарам многу, Горан, што бевте дел од утринската програма на македонската телевизија.